Драги гледачи, Ирис телевизија и Емил Павлов успешно ја започна она наша најава за, како би рекол, промоција на каратето во нашата земја. Тој настапи на карате премиер лигата во Мадрид, а наш специјален известувач беше Бојана Манева, на која што ја веќе и кажам, добре дојде во студиото на Ирис телевизија во вестите. Ви благодариме. Значи, на мене, јас како што најавив и пред да заминеме за Мадрид, ми беше голема чест и задоволство да бидам токму јас, таа што ќе пренесува борбите на Емил. Значи, борбите се пренесуваа во живо на нашата Facebook страна на Ирис телевизија и благодарение на нашите спонзори МКеш ние успеавме да патуваме и да го следиме патот на Емил до Олимпијадата, до Олимписките игри во Токио 2020. Сега како беше патот до таму? Дали беше пријатен летот? Кои настаните пресретна во Мадрид за атмосферата, за салата, за условите, бидејќи ние тука некаде се доближуваме во некои градови во Македонија, меѓутоа Мадрид си е Мадрид. Па да, ние летовме од Софија до Мадрид. Значи, организацијата беше на високо ниво. Карате премиер лигата се одржуваше во Мадрид арена. Се беше организирано, значи тоа е голем надпревар, како што кажавме и претходно, нешто поголемо и од светското првенство, каде што учествуваат само најдобрите 50 каратисти. Нашите репрезентативци не постигнаа некој забележителен резултат. Емил Павлов, за жал, беше сопрен во третото коло. Потоа од другите македонски репрезентативци имавме во женска конкуренција Ангела Мојсовска во категоријата до 68 килограми забележа една победа и исто така Петар Заборски во категоријата до 75 килограми забележа исто така една победа. Додека пак нашиот Емил во првото коло беше слободен, потоа во второто коло го очекуваше борбата со репрезентативецот на Украина, каде што тој извојуваше победа 1-0. И во третото коло се сретна со светскиот првак Дауглас Броус од Бразил, каде што борбата заврши 1-1, цело време беше неизвестна борба, но за жал на крајот судиите одлучија борбата да ја дадат на бразилецот, со што потоа Емил немаше шанса да се бори за медал. Во овие вести ексклузивно ќе ги имитуваме и двете борби. Мене ми е зборот Емил Павлов, кога беше гостин во студиото, рече Господ да ме чува да немам повреди. Јас на крајот реков, покрај чувањето повреди, од огромно значење и како ќе биде жребката. За жал, веќе во второто коло најде на светски првак. Па да, можам да кажам дека Емил имаше доста тешка ждребка, со што веќе во третото коло тој мораше да се сретне со светскиот првак, а подоцна се случи светскиот првак бразилецот да загуби од репрезентативецот на Мароко, со што и Емил ја загуби веќе шансата за да се бори за медал. Имаше доста тешка група, значи во неговата група беше тој европски првак, беше светскиот првак бразилец, мароканецот, каде што е млад преварувач, но многу добар, можам да кажам. Исто така имаше и казахстанец во неговата група, кој што влезе во финале и... Кој го освои првото место во... Интересно е да се спомне дека во неговата категорија во финалето имавме двајца казахстанци. Значи, многу... По тоа е тешкотијата на премиер лигата. Има двајца турци, двајца бразилци, двајца иранци, додека на европско и на светско само по еден. Учествуваат само една држава, па заради тоа кажав дека тежината на овие премиер лиги е многу потешка и од светско, бидејќи учествуваат најдобрите 50 каратисти. Значи, може да од една држава да има повеќе каратисти и заради тоа оваа премиер лига се става на многу потешко ниво. Ќе замолам режијата, ако е подготвено, да ја проследиме првата борба на Емил Павлов. Тоа беше со украинецот Ихор Ухничи. Поја неве ги гледаме кадрите, да им забележим наградацијата Емил Павлов. Емил Павлов е во синиот појас, додека пак украинецот е во црвениот појас. Значи, целата борба, да кажем за нашите гледачи, во каратето борбата трае 3 минути.
Значи во целата борба Емил беше поактивен од украинецот. Чекай да рече, 3 минути ефективна борба со штопирање кога има пауза, така? Да. Да. Добро, продолжи. Значи Емил цело време беше поактивен, имаше поголема желба за победа и тоа се гледа и од самата борба, со што и тој издвојуваше победа над украинецот. Да појасниме на гледачите колку суди има за една карате борба. Па значи имаме 4 суди кои што Подобни суди. Да, од страна и имаме еден главен судија, доколку интересно е во каратето што се внесе правилото пред една година, пред година-две, доколку резултатот е нерешен, тогаш противникот кој што прв зедел поен има предност, значи доколку резултатот биде 1-1, тој прв што зедел поени, без судиите да одлучуваат, ќе се додели победата на тој што прв зедел поен. Да проследиме борбата, еве со твој коментар. Се гледа агресивноста на Емил Павлов, некако украинецот во дефанзива, како да се... Да, Емил цело време ја води борбата и се гледа дека предпазлив е за нему зеде поен, но сепак тој е поактивен и има поголема желба за победа. Дали беше ова поен или? Да, сега се доделува поен на Емил, со што тој веќе ја води борбата со резултат 1-0 и исто така му се доделува и предноста дека зел прв поен, доколку во случај да, тој повторно ќе победи. Инаку рековме дека и во категоријата на Емил Павлов и на останатите настапуваат 64 противници, што е многу. И сите тие си имаат свое реноме. Некогашни, бивши европски, светски прваци, победници на премиер лигата. Значи нема слаби противници. Да, значи тие 64 се на светската ранг листа, што значи дека има доста искуство во карате спортот, се учествувале на европски, на светски првенства, имаат значајни медали, исто така и од карате 1 премиер лигите. Што значи сите имаат искуство и сите се добри, само некоја нијанса веќе одлучува за победа. Се гледа дека Емил Павлов е доста добро подготвен и тој самиот беше голем оптимист, меѓутоа реков и на почетокот дека жребката некој знае да биде немилосредна уште во протокола рече беше слободен, во второто еве борбата со украинецот, веќе во третото коло борба против светски prvак. Што е во сега? Сега имаме селекторот на украинскиот репрезентативец го дигна знаменцето за да имаме видео ревју, бидејќи тој мисли дека има поен за украинецот, но дека судиите тоа не го доделиле, но подоцна судиите ќе одлучат... Прегледување на снимка, да, значи. Да, ќе одлучат дека тоа сепак не било поен. Тоа исто така е ново правило во каратето, пред да стане олимписки спорт се воведеа тие некои нови правила да има видео ревју, доколку резултатот е нерешено, повторно да има, да, сега... Значи нема поен. Нема поен, значи Емил се уште води 1-0. Добро се става Емил и во дефанзива и во офанзива. Подготвење на некои непријатни потези. Дали ова крајот или? Последните 15 секунди, каде што Емил веќе се брани и веќе Одлучува крајот. поен, да. Значи не остава ништо на случајност. Да. И ова веќе додолувањето на неговата победа од оваа борба. Значи тука е крајот на првата борба, победа на поени 1-0 Емил Павлов против, реков би, украинецот Ихор Ухничи. Како беше атмосферата после оваа борба? Знам, тука селектори нашиот Сашко Арсовски, тука се другите оние кои се подготвуваат. Да не опишеш атмосферата во тие моменти, сигурно има некоја додатен мотив, надеж на другите, охрабрување за Емил.
Па да, можем да кажем дека само атмосферата може да се почувства, не може, колку и да сакаме да пренесеме таа атмосфера, мора да се почувствува токму на тоа место. Значи јас кога го гледам Емил, секогаш добивам мотивација за понатаму, се надевам и другите наши репрезентативци, значи сите се поддржуваме еден со друг. Емил, после оваа победа се гледаше дека има самодоверба, има желба за да го постигне истиот успех од Москва, но се случи тоа што се случи. Судиите го во следната борба. Ќе последим и втората борба. Ако е подготвено во режијата, да ја последим и втората борба во која што противник на Емил Павлов ќе биде светскиот шампион Даглас Бросер од Бразил. Да искоментирам и ова втора борба. Бојана Емил Павлов повторно. Сега Емил е во црвена. Во црвена. Во црвена, да, додека пак бразилецот е во син појас. Значи морам да кажам дека и двајцата се доста предпазливи во претходната премиер лига што се случува во Москва. И оваа година Емил исто така го имаше бразилецот како противник, тој убедливо имаше победа врз него со не знам со 4-0 или 5-0, не знам точно кој е резултат. Сега и двајцата се предпазливи бидејќи се знаат. Да, се знаат и веќе неколку пати се имаат сретнувано како противници. Па поради тоа и во борбата немаше многу напади, бидејќи и двајцата се чуваат за токму тој момент. Очигледно се разпознава предпазливост и на едното и на другиот. Што сега? Судијата и доделува и на двајцата казни поради тоа што веќе има пасивна борба, да. Има ли јавни опомени во каратето? Па да, има. Како и во секој спорт многу нормално, а морам да споменам дека во каратето е дозволено само до 4 казни или опомени, значи имаме веќе може да има 3 опомени, веќе со четвртата опомена се дисквалификува. Да. Добро, мора опомени за непрописти удари, за пасивна борба или пак доколку надпреварувачот излезе од борилиштето. Сега интересно да се каже ова борба дека веќе и на двајцата надпреварувачи и на Емил и на бразилецот се доделуваат по трета опомена. Ова трета опомена за пасивна борба, бидејќи и двајцата се... сега ова? Сега, ова беше моментот каде што на бразилецот се доделува поен. За нашиот Емил има само едно знаменце, значи знаеме дека мора да има најмалку 2 знаменца за да се доделе поен во каратето. Потоа нашиот селектор Сашко Арсовски го дигна знаменцето за видео ревју, каде што ќе врнат снимката. Судите ќе врнат снимката, ќе погледнат повторната акција и ќе досудат дека и за Емил, всушност и за Емил имало поен. Прв поен за бразилецот. Значи, доколку во оваа ситуација и резултатот ќе биде 1-1 и нема да има ни двајцата надпреварувачи нема да има таа предност кој прв зема поен, бидејќи во истата акција се зема поенот. И бразилецот и Емил. Значи, од оваа акција во истовремено се доделува поени и за Емил и за бразилец. Да. Еве сега. Сега го доделија и поенот на Емил, го потврдува поенот, значи на место е реакцијата на селектор Сашко Арсовски. Да. И ова не ли? Нема реакција на судиите, значи добра дефанзивната тактика на Емил, не дозволува да прими удари или да добие поен. Бидејќи, како што кажавме, двајцата се искусни и за секој напад може да биде поен, што значи двајцата се чуваат, резултатот е нерешено, никој нема предност за победа. И сега само таа поголема активност, можем да кажеме, и поголемо искуство на светскиот првак му е донесе победата против Емил.
Дотека трае борбата да прокоментираме и одлуката на судиите. Значи, борбата заврши нерешено 1:1 и сега се оде на прегласување. Бодовните 4 судии и овој што е на татамите, како беа. Да, да. Значи, од нивните 5 одлуки, значи сите истовремено даваат сите истовремено го дават своето мислење, кој бил поактивен, односно тие одлучуваат кој бил подобар во таа борба. Да. Кој имал повеќе напади и Дали се чека сега одлуката? Не, имаме сега видео ревју од од селекторката на Бразил, бидејќи сомнително збара поен сигурно. Да, но исто така и нашиот селектор Сашко Арсовски го дигна знаменцето за видео ревју, но поени не беа доделени ни на Емил, ни на бразилецот. Што интересно е да се каже дека кога нема да се додели поен, после тоа видео ревју веќе и се одзимат и тие немаат право за... Значи, колку до 2 пати имате ли? Значи, доколку го еднаш дигнат и потоа не и се додели поен, немаат право натам. Доколку се додели поен, повторно се враќа, значи може во наредна акција повторно да дигне. Интересни правила. Сега е тој момент кога судиите одлучија за бразилецот и кога мора да делија поен. Да. Значи, едногласна беше одлуката. Да. Сите 5 за бразилецот. Меѓутоа Емил Павлов, еве го. Коректно, фер. Честито, значи големината на Емил Павлов, еве на секој шампион во тоа спортски да се признава и поразот, да се радува на успехот, меѓутоа спортски да го поднесе поразот. Знаејќи го Емил Павлов, верувам дека тој е како ранет лав. Случај беше минатата година, немаше успеси на Европското првенство, меѓутоа во Москва изненади и освои титулата светски првенство. Еве твое мислење за понатамошниот период, што се ќе следи за исполнување на олимписка норма? Да направиме еден редослед уште колку настани му се потребни на Емил Павлов за да обезбеди олимписка норма, иако мора да кажам дека тој е првиот на видикот во Македонија од сите спортисти кој што би бил поединец со исполната норма да настапи на олимписки игри. Па да, и покрај поразот што веќе го доживеа. Да, што веќе го доживеа во Мадрид, сепак нема разочарување, тој се уште има шанси за Олимпијада во Токио, бидејќи ова беше после настап во 2019 година, веќе на почетокот на 2020-та во јануари го очекува карате 1 премиер лига во Париз, потоа имаме премиер лига во Дубај, па во февруари и во тој месец имаме уште еден премиер лига во Салцбург, Австрија. Подоцна следува Европското првенство кој што ќе се одржува во Баку, Азербејџан. Исто така и ова Европско првенство се бодува за Олимпијадата, да. И после Европското имаме премиер лига во Рабат, Мороко. Повторно потоа следува премиер лигата во Мадрид, Шпанија и за крај во месец мај, доколку Емил не успее на овие на претходните настапи да обезбеди таа олимписка норма, ќе има шанси на турнирот во мај, кој што ќе се одржува во Париз, значи тоа ќе биде олимписки турнир и сите што имаат олимписката норма нема да настапат, што значи дека веќе патот ќе биде олеснат, бидејќи тие што имаат олимписка норма веќе нема да настапат на тој турнир. Значи, тие што ќе земат медали на тој турнир веќе директно одат на Олимпијада, што значи дека Емил има огромни шанси. Да, Емил има огромни шанси за да биде првиот македонец што ќе има олимписка норма. Да. Не со вадат карта или на олимписките игри. Бојана, за крај еве да кажеме дека ти си активна во каратето. Може ли да очекуваме некој твој настап? Па да, јас веќе 15 години сум активна во карате спортот, иако имав повреда претходната година, сега повторно се враќам.
со што во февруари не одржува и не очекува државното сениорско првенство, кое што нели ќе биде изборно првенство за европското што ќе се одржува во Баку, Азербејџан, и подоцна во 2020-та ќе имаме и уште едно изборно првенство кое што ќе биде за светското првенство кое што ќе се одржува во месец октомври. За крај има ли нешто да додадеме на гледачите на Ирис телевизија? Значи морам да спомнам дека мислам дека овој пораз на ЕМО само ќе му даде поголема желба за медал на другите премиер лиги и за да освои таа олимписка норма и дека нема разочарување, има се уште огромни шанси за тој успех. Спортската редакција на Ирис телевизија, нашите Штипјани, сите македонци се во таква надеж да успее Емил Павлов и да го видиме како македонец со исполната норма во Токио 2020. Бојана, јас ти благодарам. Совесно, доследно изврши задачата, со твоите извештаи, со твоите директни преноси возможивме Штипјани и сите македонци пријатно да се чествуваат во овие премиер моменти во Мадрид. Благодарам уште еднаш. Благодарам на вас. Ова беше разговорот со нашиот специјален известувач Бојана Манева од карате возбудувањето во Мадрид. Благодарам за вниманието и останете со програмите на Ирис телевизија.